Локалот функционирал во спротивно со законите, а инспекторите не ги вршеле контролите. При тоа од владата беше изјавено дека лиценците биле фалсификувани. Ова го истакна Блерин Беџети од Европскиот фронт, кој при тоа постави прашање и до министерот Тошковски и до премиерот Мицковски, зошто за ова се насочиле кон обвинување на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и дали ова е политички мотивирано. Zyrtarët e qeverisë që në fillim kanë prononcuar se licenca është e falsifikuar dhe objekti nuk ka pas dokumentacion të vlefshëm për më shumë se një vit. Nëse kjo është e vërtet, kush e mbante këtë biznes të hapur, si është e mundur që nuk ka asnjë hetim për zyrtar aktual të Ministrisë së Ekonomisë, Drejtorisë së Inspektimit, Policisë dhe Administratës Komunale. Pse po fokusohet qeveria vetëm te një emër i vetëm? Në aspekt politik që ta bulon, gjithësisht e kam fjalën të ish ministri Bekteshi. Министерот Тошковски со контрапрашање, зошто него го прашува кој го држал тој бизнис отворен, кога министри во економија претходно биле од ДУИ. Кој години управуваше се тоа министерство, министри предложени од страна на ДУИ. Кој години управува? Ја не памтам. Не ни памтам дали имало друг министер кој што управувал со тоа министерство, освен министри од ДУИ. Кој го држал отворен бизнисот со лиценците, незаконитостите и сето она што е незаконски превземано во врска со Министерство за економија, мене ме прашуваат? Беџети му се обрати на премиерот Мицковски, со кого имаше директна комуникација во врска со неговата изјава дека ќе има влечење за уши, дека тој ја презел улогата на обвинител во случајот. Не знам дека некој друг кажал дека за уши ќе ги влечеме и ќе... За уши? Потоаш вие сте обвинителот. Аха. А вие под кои надлежности за уши ќе ги влечете? Кој? Законот ви ги дава или кој закон? Вашиот закон. За селективност во истрагата обвини Миле Талевски од СДСМ. Тошковски ги отфрли обвиненијата и рече дека за овој случај има покрената обвиненија, додека во случаите во нивно време ниту еден. Кој ќе одговара за овие институционални и системски пропусти на Министерство за внатрешни работи? Ама не лани, не пред 2 години, туку на денот на несреќата на 16 март 2025 година. Јавноста се прашува како е можно да не бидат предмет на истрага функционери кои вечерта биле на функции, а не презеле никакви мерки за спречување или заштита на граѓаните. Знаете колку кривични пријави поднесе Министерството за внатрешни работи и против колку луѓе за трагичната несреќа во Тетово за модуларната болница? Сакате да ви кажам? 0. До сега, до овој момент, се обезбедени докази за степен на основи на сомнение 34 физички лица, 3 правни лица. Тошковски беше прашан и за обезбедувањето на премиерот Мицковски, кој беше фатен како дава доверливи информации, при што рече дека истрагата и за ова е во тек.